Охридските болници со полни раце работа, но и со недостиг на персонал. Медицински сестри и анестезиолози не достигаат во специјализираната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо. Од менеджментот велат засега се снаоѓаат да одговорат на потребите, но дефицитот на кадар е состојба која треба во континуитет да се решава. Најнеопходни се некаде околу 10-15 обработувања би ги задоволиле, меѓутоа како што оди динамиката со природен одлив на персонал, така да треба тоа константно да се надополнуваат. Така да мислам во дослуг сме и со министерство, така да се работи на тоа. Мислам дека во најскоро време ќе бидат исполнети и тие кадровски потреби. Со почетокот на сезоната, за жал зачестија и сообраќајните незгоди низ туристичките центри. Во оваа установа се лекуваат пациентите со најтешките повреди. Со секој почеток на туристичката сезона во Охрид се зголемува и бројот на жители и се зголемува и апсолутно динамиката на работа, посебно во ваква институција кај што се третираат травматолошки повреди кај пациентите. Апсолутно, како што се зголемува сезоната, така се зголемува и бројот на третирани пациенти. Кога се зголема бројот на сообраќајни незгоди, се зголемува и сериозноста на повредените пациенти, така да добар дел од нив се и сериозно повредени со тешки телесни повреди се, кои што бараат потоа оперативно лекување. Специјализираната болница Свети Еразмо обслужува пациенти не само од југозападниот регион, туку и од целата држава па и странство. Овде се прават и најтешките ортопедски и хируршки интервенции. Тоа го потврдува и податокот дека годишно се извршуваат преку 1200 оперативни зафати и над 38.000 амбулантски прегледи.